Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје. Веќе добро знаете, секогаш почнуваме во стандардниот редовен термин и секојдневно од понеделник до петок имаме различни теми кои што ги обработуваме. Утрово зборуваме за дијагноза на карцином на хранопроводник, желудник и панкреас. Карциномите на овие органи често знаат да се откријат и во подоцнежна фаза и понапредна фаза, затоа секогаш и препораката е кога и да чувствувате некаква одредена симптоматологија која што подолго обстојува, да се обратите на лекар за да може сето тоа порано и да се дијагностицира. Зборуваме за улогата и важноста на патологот во целиот тој процес и пат од откривање на сомнежот до поставувањето на дијагнозата за потоа да може и целно да се применува и терапијата. На оваа тема утрово разговараме со професор доктор Џенгис Јашар, специјалист по патолошка анатомија од клиничката болница Аџибадем Систина, професор на катедрата за патологија и хистологија на медицинскиот факултет во Штип. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам на поканата и навистина ми е драго што сум повторно во овие простори. Јас тука се чувствувам како дома и можеме да дискутираме за она што е тема на денешната емисија. Така, карциномите се малку потешка и поосетлива тема, ама мораме да ги зборуваме, затоа што на тој начин допираме до јавноста и до популацијата дека навремените и редовни прегледи така ќе значат и рана дијагноза, а кај карциномите кога рано ги откривате, кога рано ќе бидат откриени и прогнозата ќе биде подобра. Генерално впечатокот зголемен ли е бројот на карциноми? Пред да продолжиме и да зборуваме за овие или конкретно за овие три типа на карциноми, каде сме ние нашава земја во споредба со останатите? Генерално, бројот на пациенти со малигни болести е зголемен. Тоа не можеме во овој момент да го поврземе со некои параметри, како што, да речеме, стојат голем број на шпекулации дека се резултат на вакцинациите со COVID или заболувањата со COVID, затоа што мислам дека за такво нешто треба голема студија и треба многу докази, а ние како медицинари не поставуваме ништо без доказ. А Македонија е исто така зголемен е бројот, меѓутоа мислам дека е благодарение на свесноста на граѓаните, затоа што се почесто и почесто се осмелуваат да одат на редовни лекарски прегледи, да ги направат сите потребни анализи и нормално сето она што е некаков клинички симптом, клиничка манифестација на болеста, веднаш да се пријави и на тој начин веќе имаме, да речам, добри резултати во поглед на тоа на рано откривање на малигните заболувања кај нас. Така. Дел од нас се плашат да направат никаков преглед, плашејќи се што ќе биде дијагностицирано тука, ама не треба да се плашиме од дијагнозата, туку од задоцнетата дијагноза. Точно, така. Точно. Ние треба да симптоматологијата која што, да речеме, ни прави проблем, еве да речеме конкретно за овие три типови на карциноми, тие се сметат како карциноми на горен дигестивен тракт. Значи, било каков проблем кој што го имаме со голтање, честите повраќања, чувството на метал при исхраната, чувството на метал во вкусот, киселините, обично велиме ние ќе земам сода бикарбона, па ќе ги анулирам киселините, меѓутоа тие знаат да бидат се почести и почести, па дури до степен да веќе ние почнуваме и да дехидрираме со тие повраќања и со тие киселини кои што на некој начин навистина ги реметат секојдневните обврски и нормално е да почнеме најпрвен со една обична биохемиска анализа, да ги направиме потребните испитувања и секако ќе видиме дека има нешто што не е во ред и нормално докторот ќе не прати кај соодветниот специјалист да се направи гастроскопија, односно езофагоскопија или да речеме да се направи компјутеризирана томографија или магнет на горниот абдомен со цел да утврдиме дали имаме некој процес кој што
треба да обрнеме внимание и да го диагностицираме. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме понатаму се разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете на до самиот крај, повелете, јавите се, поставете прашање за секако да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со професор доктор Џенгис Јашар, специјалист по патолошка анатомија од клиничката болница Аџибадем Систина, професор на катедрата за патологија и хистологија на медицинскиот факултет во Штип, зборуваме за диагноза на карцином на хранопроводник, желудник и панкреас. И одбравме овие три типови на карциноми да ги обработуваме. Како рековте, во горниот дигестивен тракт, се малку поспецифична и по-тешка патологија? Поспецифични се заради тешка патологија. Велиме тешка кога станува збор за диагностика. Еве, на пример, да речеме за панкреасот. Панкреасот е орган кој што е во централниот дел на организмот, така да е малку потешко достапен за интервенција. Да речеме во споредба со желудник или со хранопровод, каде што со гастроскопија, значи може да се земе примерок и да се утврди лезијата. Кај панкреасот е тоа малку потешко. Тоа обично се забележува на компјутер или на магнетна резонанца. Сега проблемот е како да се земе примерок за да стигне до нас, за да знаеме како да го диагностицираме, затоа што ако тоа што го гледа радиологот изгледа суспектно, може на микроскоп нема да се појави ништо, затоа што, да речеме, во одредени сегменти на туморот тој има иста морфологија како хроничен панкреатит, што всушност треба да го наведе лекарот во насока на тоа дали е тоа состојба која што е моментална или трае извесен временски период, дали бил хоспитализиран, дали има проблеми во однос на дигестијата на мастите или на шеќерите и така натаму и така натаму. Значи, зборуваме за еден комплексен орган каде што прво е тешко да се стигне до материјал, а второ и материјалот кој ќе стигне тешко е да ги направиме тие разлики, особено ако станува збор за неадекватен или оскуден примерок, што е навистина тешко, затоа што прво ништо не можеме да направиме, пациентот мораме да го вратиме повторно, да се повтори целата диагностичка процедура и на тој начин да стигнеме до диагнозата. За разлика од тоа, кај хранопроводот и кај желудникот, тоа е едноставно, при рутински преглед со гастроскопија, значи може да се земе примерок и да се постави диагнозата. Така, кај одредени типови на карциноми имаме и скрининг програми и диагностички процедури, односно нешто што ние како популација треба на одреден период, така, на одреден број години да го правиме, но кај овие три типа на карцином скрининг програма нема, значи самите треба, така, самите, веројатното предпоставувам, значи не можам да тврдам зошто немаме. Мојата предпоставка се заснова на податоците што ги имаме од Светската здравствена организација за периодот од 2010 до 2022 година, каде што инциденцијата на карциномот на хранопровод е многу мала, некаде 3 на 100.000 жители, што, да речеме, не става во категоријата на земји во Европа кои што имаат најниска инциденција, заедно со Албанија, Босна, Црна Гора, Србија, Грција, и предпоставувам дека причината за тоа е таа медитеранска диета која што ја користиме во нашата исхрана. И заради тоа имаме ниска инциденција на спроти, да речеме, 3 или 4 пати повисока инциденција во Полска, Словачка, Белорусија, Украина, Романија, Молдавија, каде што карциномот на хранопроводот е со многу висок процент застапен. Од друга страна, карциномот на желудник, иако ние гледаме тренд и пораст на таа болест кај нас во популацијата, што пак ќе го поврзам со бројот на пациенти кои што одат на редовен преглед, и карциномот на желудник
и карциномот на панкреас, во Европа ние сме во она долна половина. Значи, не е честа болест, меѓутоа, исто, како и во сите останати земји, морталитетот, смртноста на овие болести е многу висока. Така, да. Исклучително висока. Кај карциномот на панкреас, кој што многу брзо прогредира. Брзо прогредираат, брзо даваат метастази во црниот дроб, веројатно прво заради близината, а второ заради анатомските промени кои што се јавуваат во таа регија, затоа што циркулацијата е заедничка и сите процеси во стомакот всушност на крајот се манифестираат во црниот дроб. И од тука е веројатно и причината зошто имаме висок морталитет. Ако ги земеме и архивските податоци од 70-тите, 80-тите години, ние повторно доаѓаме до една бројка која што цело време не става во некоја долна половина, што е добро да речам, предпоставувам заради географијата, нашите навики, менталитетот, но во однос на морталитетот, повторно и покрај сите нови онколошки третмани што се воведени, ние сепак сме некаде заедно, нели, со останатите земји, сепак немаме адекватен начин како да излеземе на крај со овие болести за сега. Ќе бидам оптимиста и ќе кажам за сега. Така. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро, добар ден. Ве слушаме? Ало? Да, во програма сте. Јас сакам да прочитам на ехо еден извештај во врска со болестите на желудец, панкреас, затоа што човекот беше во одреден период со пролив, и тоа слузов пролив, и го однесовме и го задржаа на инфективно. Меѓутоа, после тоа испитување тамо, дадено ни е на ехо на абдомен и препорачена томографија, но томографијата не успеа човекот да ја направи, и ме интересира за овај исход од ехото, да го прочитам. И ви се молам, сослушајте го целосно. Само знаете, во интерес на времето, нема да имаме доволно време за... Многу убаво објаснува и сакам од него лично да ми се каже. Еве вака, ќе можете, ќе имате можност дополнително, да, иако доктор Или само Дженгис... последната реченица да се... крајот на извештајот, може ли? Превиткано, хипотетично, со талок од жолчна тина на луменот, холдесот дилитиран со се следи со пример од 12 до 13 милиметри, со впечаток на дискретна дилатација. Така, јас извинете што ќе ве прекинам. Дали ме слушате? Дали ме слушате? Не, јас се извинувам, ќе мораме да ве прекинеме. Не успеавме да се разбереме барем крајот од извештајот. Да, извештајот, за да излечам заклучок во смисол на тоа што може да се види на ехо и како тоа ехо се интерпретира. Затоа што верувам дека не за чудо е стигнат на инфективна клиника, затоа што сигурно симптоматологијата била од инфективна причина, предпоставувам во однос на биохемиските анализи. А тоа што е на ехото е исто една метода која што е ориентациона, каде што на некој начин е потребно да се направат, нели, или дополнителни испитувања, или ако нема ништо, значи пациентот да се следи понатаму. Така да тоа е малку е и неблагодарно да од овој аспект од телевизија без да го видам и ехо наодот, мислам ја не ги ни читам, меѓутоа баремете да го имам извештајот, а предпоставувам дека ќе бидат потребни и сите останати анализи за да имам некаква слика. За да имам дали патологот е во комуникација со пациентот или патологот е невидлив, така во позадина? Патологот е секогаш невидлив, ние сме во комуникација со гинеколозите, со хирурзите, со интернистите, што би се рекло, ние сме некоја супервизија во секоја болница, односно што имаше едно интервју на деца во градинка, што е патологот во медицината, па вика тие се полицајци.
не дека ние ја проценуваме работата на останатите здравствени работници, меѓутоа ние прво и основно носиме диагноза, затоа што хистопатолошкиот наод е златен стандард во медицината. Кога зборуваме за вештачење, тоа е веќе таа вистинска полиција која што ги бара грешките, односно прекршоците во медицинската фела. Ние не бараме прекршоци, ние гледаме да му помогнеме на пациентот, така да заедно со хирурзите и со останатите лекари, ние сме во интерес да го сочуваме здравјето на пациентот. Така, она што ќе се рече дека ова е диагнозата за ваков тумор станува збор, а и патологот не е само одговор да даде да или не, бенигно или малигно или премалигно, така? Туку едноставно типот на карциномот, степенот, фазата. Да, тоа се веќе на оперативни материјали, веќе го земеме примерот, да речеме, со желудникот. Значи, тоа што на оперативен материјал треба да се одреди колкава е големината на туморот, дали е блиску до хранопроводот или е блиску до 12-палачното црево, затоа што морфолошки тоа се тумори кои што може да се разликуваат во својата хистопатолошка слика. Дали е блиску до големата или до малата кривина, дали има дадено метастази во околни, во регионални лимфни јазли. Желудникот, например, е многу подмолен. Може да биде и мал тумор, меѓутоа, често пати ние имаме комуникација со хирурзите, да всушност тој тумор може да помине без никаква симптоматологија, а гинекологот ми вика има 2 огромни тумори на јајниците. Фактички, првата експресија на карциномот на желудник може да бидат метастази во 2 јајника, што е, да речеме, приказна сама за себе, затоа што кога ќе излеземе со диагноза за метастатски тумор на сосема друго место, фактички тогаш почнува промената, тогаш почнува што велиме инвестигацијата каде е туморот. И обично знае желудникот да биде скриен некаде или мал, а веќе да направил голем проблем. Голем проблем. Втората работа во однос на карциномот на желудник, па и на панкреасот, тие бргу напредуваат и заради близината и анатомската локализација на овие тумори, тие често пати даваат први метастази во црниот дроб. А метастазите во црниот дроб веќе почнуваат и со биохемиски промени, кои што веднаш се детектираат, а почнува црниот дроб да откажува полека во својата функција, што некогаш е и прва манифестација за постоење на карцином на овие 2 органи. Од тие причини... забележано кај црниот дроб? Да, промените ги имаме на црниот дроб. Да. Симптоматологијата е дека имаме нешто што се случува во црниот дроб и откако ќе ги направиме анализите, ние утврдуваме да крајот ќе се осмели нели и интернистот или радиологот или хирургот ќе направат биопсија на црниот дроб, ние добиваме диагноза дека станува збор за некаков тумор. Тогаш почнуваме со таа имунохистохемија да утврдиме, нели немаме причина, не знаеме која е причината, па треба да исклучиме дали е примарен тумор на црн дроб или е тумор кој што е метастаза. И ако се испостави дека станува збор за метастаза од, сега ќе речам на пример од желудник, и приказната почнува на сосема друга страна да се одвива, затоа што желудникот не дал никаков проблем, никаква клиничка манифестација на болеста нема дадено. А веќе напреднат, и тоа велиме ние дека е тоа веќе 4ти стадиум на болеста кога ќе даде метастази во црниот дроб. Така, и одредувањето и на степенот и фазата Апсолютно. Е многу важно, така за да се знае што и како понатаму, каде има можност да се реагира. Стадиумот, да речеме, во однос на тие помали тумори, ниски стадиуми, први и втори стадиум, после операцијата се прават следења, евентуално ако постои можност за таргет терапија, односно за биолошки третман, можеме и тука да ги направиме и тие дополнителни испитувања, на некој начин да го зголемиме времето на преживување после направената диагноза. Меѓутоа, карцином
и на панкреас, и на желудник, во напредната фаза имаат многу висок морталитет. И за жал, со години наназад, овој морталитет не само кај нас и во светски рамки не е значително променет. Црниот дроб има моќна регенерација, ама во вакви ситуации многу е потешко. Многу е потешко. Некогаш се, особено ако станува збор за примарен тумор на црн дроб, значи може да се направи ресекција на тој дел, за да остатокот ја обавува својата функција. Меѓутоа, ако станува збор за метастаза, тие се обично насекаде. Не можеме да живееме без црн дроб. Не можеме да го извадиме. Точно. Следува уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Дженгис, кои се чекорите и постапката, процедурата од приемот на примерокот на биопсија која ќе се направи до поставувањето на дијагноза? Што се тука доаѓа во пред да се презема? Обично целата процедура трае некаде 1 до 2 дена, затоа што ткивото треба да се подготви да биде адекватно за микроскопска анализа, така да во тој временски период не можеме ништо да направиме да го забрзаме процесот. А второ, ако го забрзаме процесот, тоа ткиво има опасност да го уништиме, затоа што ќе биде неадекватно за сите следни анализи кои што планираме да ги направиме или евентуално би се направиле во иднина, затоа што несоодветно обработен примерок ја уништува дезоксирибонуклеинската киселина и на тој начин сите анализи може да дадат, за жал, и лажно негативни резултати, што е всушност голем ризик во работата. Откако ќе се направи микроскопскиот препарат, значи оно што велиме ни искуството, окото, покажува за каков тип на тумор станува збор, дали станува збор за примарен тумор, дали е секундарен, дали е метастаза. Желудникот и панкреасот ретко се места на метастази, меѓутоа, секогаш и тоа мора да го земеме во предвид. Доколку имаме сомнение дека станува збор за некој специфичен вид на тумор, ги правиме дополнителните имунохистохемиски анализи. Тоа се маркери кои што покажуваат потекло од кој тип на клетки станува збор туморот, дали од епителот, дали од мезенхимот. Кога станува збор за панкреасот, тоа е многу важно, затоа што маркерите ќе ни овозможат да разликуваме акутен, односно да разликуваме хроничен панкреатит од карцином на панкреас, а во панкреасот има неколку видови на карциноми кои што делуваат на око многу едноставно. Мораме да направиме тоа за да утврдиме дека станува збор за неоплазма. И сето она што го работиме, мораме цело време да бидеме во контакт со клиничарите во однос на клиничката слика и сите параметри кои што се јавуваат кај пациентот. Во случај да пациентот има тумор кој што е операбилен, тогаш после хирургијата материјалот повторно доаѓа кај нас, тука ги правиме сите оние параметри кои што се важни за да стигнеме до стадиумот на болеста, затоа што тој е параметар кој што му е битен на онкологот, каков тип на третман ќе превземе. И во меѓувреме, барем тоа ние го работиме во нашата болница, сите оние биомаркери кои што ни стојат на располагање да утврдиме дали кај овој пациент со болест со карцином на желудник или хранопровод или панкреас, дали имаме можност да делуваме со биолошка терапија. Тоа ни служи како една златна резерва доколку конвенционалната терапија нема ефект или би почнале да речеме со тој биолошки третман, затоа што сакаме да направиме, да го дадеме оној максимумот во однос на терапијата, таргетираната терапија за одредена болест. Со која целно така ќе влијае со тоа целно, да. Затоа што видете, ако имаме 10 пациенти со панкреатичен карцином или 10 пациенти со желудечен карцином, не сите 10 од едната група ќе делуваат исто
на еден лек. Затоа што од тие 10, барем 1-2 се кандидати за посебна терапија. Ние треба да го најдеме кој е тој. Да. Што дополнително отвара уште еден ден или 2 дена работа, па доколку сакаме тоа да го докажеме, отвара работа за уште можеби недела дена, затоа што ние сакаме тоа да го докажеме со помош на генетските анализи. Секако тој материјал го праќаме по референтни центри во државата, па и во странство, за да видиме дали кај овој пациент ќе имаме ефект и во генската терапија, што на некој начин ете ни буди она што велиме ние сила, дека се сме направиле за тој пациент, за да му возможиме адекватен третман. Особено кога имаме пациент каде што е почеток на болеста, за кој што стварно сите напори знаеме дека ќе имаат соодветен ефект. Така. Затоа и временски можеби некогаш, така? Да, затоа и временски некогаш време, така, е потребно. Пациентите се не премногу нервираат, долго, така, затоа ги чекаат резултатите, ги чекаат неизвестно резултатите, име. меѓутоа сето тоа што се работи во насока да ги добиеме сите информации. Сега пациентите мора да знаат дека ние сме прво мала држава, дека одреден број на анализи на вака мала популација со тумори кои што се ретки за нас, дека ние у суштина ни е потребно подолго време за да го направиме сето она што е важно и поминуваат нели недела, 2-3 недели некогаш. Меѓутоа јас бидејќи сум во оваа фила веќе 32 години. Истото се случува и на запад. За да се стигне до резултат без месец дена, воопшто не станува збор. И до точната дијагноза, што е најважно, нели? За точна дијагноза. И сега, ако може тоа на брзина, не може на брзина. Човечкиот живот не е на брзина. Треба да се направи се што треба. Прво, за да јас имам чиста совест, а второ, затоа што самата патологија е таква да е захтевна и вие не можете да подпишете наод без да бидете одговорен за сето она што сте го направиле. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро, Игор. Битва до доктора. Водител ќе доктор едно прашање дали може. Благодариме. Може, секако, повелете. Докторе, имам тресење. Се тресам вака. Понекогаш тешко ми е. Имам дијагнозата ми е рак и тумор. Ама наследно ми од мајка ми, од татко ми. Мајка ми беше болна и то не е, кој ќе ја примам инекцијата, се осеќам прекрасно. Сега ја примам инекцијата, се осеќам прекрасно. Но после пак ќе ме фати тешкотија и маки, големи маки и болки. Што треба апчиња, која терапија треба да ја примам? Така, ајде каде... Да, јас само не ја слушнав дијагнозата. Да, дали сте се уште на линија, што беше? Да, и јас не успеав убаво јасно да слушнам дијагнозата. Гледачите, да, и кога не е целно за темата за која разговараме, ама им оставаме простор да се посоветуваат, па да им дадеме насока. Значи, јас само ќе се извинам на слушателот, затоа што јас сум дијагностичар, не сум терапевт. Што значи во однос на фармакологијата, навистина немам допирни точки и сметам дека е неблагодарно од моја страна да давам терапија, односно да кажувам терапија, бидејќи јас и самиот некогаш кога станува збор за специфична болест се советувам со оној кој што работи со лекови. Мојата работа се состои во дијагноза. Јас можам да набројам неколку лекови кои што се поврзани со мојот дел од работата, меѓутоа за ова, за жал, не успеав туморот да го чујам, за да можам да го насочам пациентот на што треба да се осврне или кај кого треба да се обрати за да ја даде соодветната терапија. А и ова што ни го кажа, онаму каде што е ординирана таа терапија, така или лековите кои што се примаат повторно на истото место, така, за да се направи разговорот со лекар. Дефинитивно. Тоа е работа која што е
стручно лице. Јас сум стручно лице за мојот дел од работата, онкологот за својот, хирург за својот. Не е убаво да се вовлекуваме во подрачја за кои што не сме стручни. Затоа што создаваме хаос кај пациентот и со сето она што е во нашата средина карактеристично. Овој доктор ми кажа вака, ама другиот ми кажа онака. Тоа е се заради тоа што секој влегува во фудбалското игралиште кое што не е негов матичен стадион. Така. Доктор Дженгис, на самиот крај сме на емисијата, која ќе биде пораката и препораката? Еве кога и нека биде генерално за карциномите, така? Како Прво за овие што викам јас ретки карциноми во нашата популација, меѓутоа се чести, под наводници чести, кај тој што заболел, тоа е веќе 100%. Меѓутоа, еве ќе бидам конкретен. Во однос на карциномот на желудник, ние сме подрачје каде што е ретко, но во однос на другите земји од Балканот, Македонија е на второ место после Албанија. Бугарија е на трето, Турција е на четврто место. Тоа што успеале епидемиолозите во своите анализи да го направат е дека начинот на храната која што ја конзумираме има своји специфики заради тоа што ајвар, пушено месо, сите тие работи имаат негативен ефект на слузокожата на желудникот. Генерално за овие три, значи огромно внимание прво да поведеме на исхраната. Втора работа, редовните прегледи, редовните систематски прегледи и јавувања кај лекар за било каков тип на тегоба, која што е од тој горен дел, секогаш да се направат соодветните анализи, за да стигнеме, ако веќе, не дај Боже, имаме таква болест, да можеме да ја ерадицираме во рана фаза. И третата работа за тие што се заболени, односно кои што се веќе на третман или се постхирушка состојба на рехабилитација, значи само да се поведе сметка за исхраната. Канцерот се храни од она што ние ќе му го дадеме како гориво. Што повеќе материи за нормалната клетка, толку повеќе материи ќе има и за канцерот. Значи, не прејадување, не презаситување, поголем број на оброци во текот на денот, во помали временски интервали и во една рамка, ние го викаме тоа frame of food, значи кога, во кој временски период од денот можеме да јадеме и што треба да јадеме. Тоа би било некаде, значи временски период од 9 сабајле до 6 навечер, останатиот дел да се прегладнува. И големи количини на вода. Так, и физичка активност. И физичка активност секако. Веќе сме почнале да правиме нешто за да се грижиме за своето здравје. Дефинитивно. Да, ви благодарам за гостувањето. Благодарам на повикот и да вистина ми беше пријатно. Повторно да разговараме и на други теми. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник.